Премиерот Зоран Заев, придружуван од адвокатите, се појави во Основниот суд Скопје 1 Скопје на закажаното рочиште за случајот подкуп во кој е обвинет дека како градоначелник на Струмица побарал подкуп за приватизација на државно земјиште и побара рочиштето да заврши до 12 часот, бидејќи имало закажано седница на влада. Минатото рочиште за овој случај беше одложено исто така по барање на Заев, кој тогаш имаше закажано средба со представници на ОПСЕ во врска со настаните во собранието. Судиката Дијана Груевска Илиевска го одложи рочиштето за септември. Бевме на думицата дали таа снимка да ја презентираме јавно во целовитоста за да се дознае во суштина самиот предмет или да бараме нејзино изземање заради тоа што законот тоа го дава. Сепак одлучивме да ги користиме сите законски можности. Судот ќе донесе решение согласно барањето на адвокатите и буквално ние сме на двете страни како и да одлучи судот, така ги користиме нашите права. Адвокатот на Заев Филип Медарски побара да бидат отфрлени доказите од посебните истражни мерки кои се веќе објавени, а биле наводно службена тајна. Според него снимките ги објавило лице кој имало контакт со нив со што сторило кривично дело, објавување на службена тајна. Медарски побара издвојување на доказите, односно да не бидат докази во предметот снимките од разговорот со Сечевалиев Заев, кои биле објавени на YouTube каналот и во други медиуми. Поконкретно, одбраната побара од доказите да биде изземено видеото на кое се гледа како Заев од позиција на градоначелник на општина Струмица бара подкуп од бизнисмен во висина од 163.000 евра. На снимката се гледа како Заев на бизнисменот му вели дека треба да плати според воспоставената практика, која ја има и со другите бизнисмени. Една половина од парите требало да бидат за Заев, а другата за изградба на црква во Струмица. Според обвинителството, Заев од Николов побарал подкуп од 163.924 евра, односно по 2 евра за 1 квадратен метар градежно земјиште во Струмица од бизнисменот Иван Николов Сачевалиев.